Добро утро од Струмица. Така е, детскиот џагор од цела Македонија изминативе денови се слива во Струмица и сето тоа во чест на писателот за деца Видое Подгорец. Имено во овој град со децении наназад се одржува литературна меѓународна манифестација за деца, така наречен поетски детски фестивал, кој што всушност треба да го слави ликот, но и делото на еден од најголемите и најзначајни македонски писатели за деца, Видое Подгорец, родом од Струмичко Колешино. Со мене утрово е Ана Витанова-Рингачева, председател на Сдруженијето Средби под јаворите Видое Подгорец, кои се организатори на низата настани што се организираат околу славењето, чествувањето на Подгорец. Рингачева, имавте зимава научен собир, а еве оваа пролет на чекор кон летото се слави повторно Подгорец, меѓутоа овој пат во фокус се децата. Да објасниме што се случува најнапред овие денови во Струмица, а потоа се разбира и за другите настани кои што се посветени на овој писател. Токму така. Деновиве во Струмица се случува меѓународната манифестација Средби под јаворите Видое Подгорец. Како што кажавте и вие, се слуша детскиот џагор, нивната радост, нивните насмевки, сето она што тие го пренесуваат како порака низ она што го создаваат всушност по повод распишаните литературни конкурси, за сите нас представува голема радост. Инаку, самата манифестација, односно подготовките за манифестацијата почна со самото завршување на меѓународниот симпозиум, како што кажавте, тоа беше во месец декември. Го завршивме оној дел кој што подразбираше собирање на сите оние научни трудови кои што научници од Македонија и надвор од Македонија ги изложија на меѓународниот научен симпозиум и сега сме во фаза на полека почнуваме и со подготовка на зборникот кој што треба да излезе некаде есента, зборник на од научните трудови кои што беа изложени на самиот симпозиум. Во меѓувреме, веќе од почетокот на 2025 година започнавме со подготовките за манифестацијата, со тоа што ги распишавме меѓународните литературни конкурси. Кога ги распишуваме конкурсите, секогаш сакаме да всушност самите наслови на литературните конкурси да бидат изведени од самото дело на Видое Подгорец, од огромното дело на Видое Подгорец. Најчесто тоа се наслови од негови книги, од негови песни и така натаму. Едниот литературен конкурс кој што го распишавме и за основните и за средните училишта носеше наслов Топли гнезда и на таа тема твореа дечињата од најмала возраст, од до 9-то оделение, меѓутоа и средношколците. Навистина, за овој конкурс имавме многу, пристигнато огромен број творби од децата и знам дека комисијата имаше сериозна задача да ги оддели, да ги награди најдобрите, да ги пофали, но она што радува е што децата сакаат да учествуваат на овие литературни конкурси. Понатаму, вториот конкурс кој што го распишавме беше конкурсот на со хумористични мотиви и овој конкурс секогаш кога го распишуваме исто како кај Подгорец, пандан на конкурсот за Подгорец е овој се извинувам конкурс во кој што најчесто одбираме наслов од книга или наслов од песна од најпознатиот македонски писател за деца Киро Донев, кој што воедно е и основач на манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец во далечната 2002 година, меѓутоа и човекот кој што се уште активно твори за децата. Оваа година темата беше збркана сказна од еден негов познат роман и тука навистина она што го видовме како наградени творби и пофалени творби мене искрено ме воодушеви, ме изненади, заради тоа што децата го разбираат хуморот на Киро Донев и на некој свој начин го претвораат во стих, нели, во творба, начин, нели, сосема соодветен за нивните години. Третиот конкурс во рамките на манифестацијата се однесува на наставниците. Тоа е конкурс во кој што конкурс за најдобар мултимедијален проект. Самите наставници и нивните ученици подготвуваат кратки мултимедијални содржини по мотиви од делото на Видое Подгорец. И оваа година имаше повеќе од 15 ми се чини видеоматеријали кои што пристигнаа
И тоа е исто така една многу убава работа, додека ги следите, бидејќи се прикачуваат на социјалните мрежи, сето тоа е најавен увид. Можеме да видиме дека наставниците се навистина многу креативни, вложуваат многу енергија заедно со своите ученици преку исчитувањето на делото на Подгорец да направат мултимедијална содржина која што ќе им биде блиска на современите деца. Колку е важно да бидат мотивирани и вклучени наставниците на вакви конкурси, бидејќи се реткост во државава? Апсолутно е важно. Ние како организатори честопати размислуваме на овие теми, меѓутоа и секогаш заклучокот е дека наставникот ја има клучната улога во мотивирањето на учениците да го читаат Подгорец и да размислуваат, да креираат содржини кои што се мотивирани од неговото дело. Заради тоа што ние постојано имаме и како наставници, меѓутоа и нашите деца, и ние некогаш како ученици постојано сме имале контакт со книжевното дело на Подгорец. Заради тоа што тоа дело е секаде, во читанките, во учебниците. Од градинка, значи од најмала возраст па се до крајот на основното, па и во средното образование, ние се среќаваме со творби од Видое Подгорец, без разлика дали е тоа поезија, дали се расказите, дали се неговите романи. Подгорец е всушност неодминлив дел од нашата и во учебниците, меѓутоа и воопшто од нашата македонска книжевност. И затоа ако некој треба да ги мотивира децата да читаат и да пишуваат на оваа тема, тоа се секако наставниците. Рековте дека есенва треба да излезе новиот зборник на научни трудови од одржаниот симпозиум. Так. Зошто е важно да се табачи науката создавана за литературата за деца, за творештвото на Подгорец? И се мотивите што треба да не понесат сите, можеби, нели, особено луѓето од оваа фела, да го прават тоа, да создаваат, да творат, да објавуваат. Така, и кога се случуваше научниот симпозиум во декември, истото, нели, го кажавме и тогаш, дека нашата намера како организатори на еден научен симпозиум, каков што е, нели, симпозиумот воопшто за книжевноста за деца, низ призмата на Подгорец, на делото на Подгорец, меѓутоа и останатите македонски писатели, идејата ни е да ја расткајуваме, да ја разложуваме македонската книжевност за деца од научен аспект, заради тоа што ние реално во Македонија и немаме специјализиран научен симпозиум во кој што фокусот е книжевноста за деца. Таа секогаш е тука, меѓутоа никогаш не била централен фокус. И затоа сметаме дека нашата одлука е на секои 2 години да го правиме научниот симпозиум, а годината помеѓу да излегува зборникот со трудови. Сметаме дека треба да оставиме за идните генерации наука, врз која што, нели, со чие што исчитување всушност тие ќе воочат вредноста на книжевноста за деца, која што веќе еве 80 години ја создавале и се уште ја создаваат нашите автори. Ви благодарам за разговорот. За наставниците, книжевниците најверојатно е позната информација, но за пошироката јавност би можело да биде куриозитет дека Видое Подгорец во текот на својот живот, релативно краток, починал пред својата 70-та година, напишал 108 книги, па еве еден апел од Струмица, од Сдруженијето кое што го негува неговиот лик и дело, ова лето и возрастните и децата да прочитат барем по една негова книга, затоа што тој навистина има импозантно творештво за деца, но и за возрастни. И тоа би било се од Струмица студио.